кум. Ние вниманието ствари го постигнавме кога бевме буквално згазени и бевме под земја. Кога се осеќавме дека све се распаѓа, ништо не иде со музика. Може тука да е крајот, само што никогаш крај не си реков. Он се нафура, кидам таму, вика, не може. Таму пари ми споре, кидам пари. Кажале. Ние еве сме доказ дека и овде може да се живее добро, дека и овде може да просперираш, да направиш нешто и да освариш сон. Сегде можеш, никој не може да те сопре, све почнува од тебе. Све е тука. Излегол со мокра коса. А ти И си ги покажал стомачките, викам. Едноставно од тука подоле не може само горе. Добро вечер, Македонио, добро дојдовте во вашето омилено неделна шоу. Стар шоу, второ издание, трета сезона и вечерва имаме гости кои што многу ретко се појавуваат пред ТВ екраните. Можам со сигурност да кажам дека вечерва имаме гости кои што се доказ дека ако знаеш како и во Македонија можеш да стигнеш на врвот, и гости кои што го диктираат правецот во музиката на нашите простори во изминатите 7 години. Веќе ви е јасно за кого станува збор, затоа што нема други како нив. Два бона, Илија, Антонио и Марио во Стар шоу. Ајде да ве поздравиме. Здравите. Фала за Браво! првата најава. Браво! Фала ти за убавата најава. Ете така Да, сега може имаме и конечно да ви поклонче. кажам. Да се облажите малце. Ајде да видиме што. Ама вака знаеш ли колку ми е кеф кога некој ќе ни дојде со подароч. Па само вие давате подароци, Леле, некој вас да ви што е донесе. ова? Плюс благото оди во срце. Емче, види го ова. Има и за тебе. Многу, Ќе ги пробаме. сакам. Сега може? Манки панки. Манки панки. Нешто панки. ново што го прават овие двајца момци, но за манки панки ќе зборуваме малку подоцна. Прво да ви посакам едно топло добре дојде. Фала ви на поканата. Прв пат сте ни наши гости, многу ми е драго и чест што сте заедно со нас тука. И на нас исто. Било ние што е така. Ми кажавте дека ви се допадна најавата и знаеш ли што друго сакам уште на почеток да кажам? Имаме до сега снимано неколку пати и интересно е што сега вас слушав на неколку интервјуа кои што не беа кај нас. Многу сте поопуштени, многу повеќе зборувате. Па Чувате вајда она со што го годините мислите. и со искуството, Созревањето. да, созреваш како човек, искуство, нели, повеќе години си на естрада, веќе 7 година или 8 колку. Така Мислам дека нешто, е од седма, 2018, да, 7 година. Вајда е до тоа. А и на почеток имавме малце трема, не сакавме да искачаме на интервјуа, да разговараме многу. Сега ние сосема уред, сосема кул. Бевме едноставно нови општо у шоу бизнисот, ние не сме живееле никогаш таков живот, таков начин на живот и требаше време валјда да се прилагодиме. Но ете, некогаш животот сам ги прави работите да си течат така како што треба да бидат. Апсолутно, ја секогаш Ти стојам за шува тоа романи. дека не треба да се форсира ништо у животот, све се случува природно и секогаш има зошто е тоа така. Точно, апсолутно се согласувам и јас со тоа. Сега тука исто така сакам да кажам дека ми е драго и ми е чест што сте едни од најдобрите, ова вистина го мислам, едни од најдобрите македонски артисти. И Фала сега ти. сакам да ве прашам, како вие двајца знаете да одберете хит? Како вие двајца знаете да направите спот кој што не личи на спот пред нашата ера? Како вие двајца може да имате настапи надвор од Македонија, а другите ете кажуваат дека е тешко да се излезе и да се настапува надвор од Македонија? Па вајда све тоа е резултат на напорна работа. Сигурно ние на почеток не сме знаеле што е хит. Денеска не знаеме. Може да мислиме дека оваа песна, например, нас ни се свиѓа, ама не може да знаеш го ќе излезе дали ќе е хит или не е хит. Са од 10 песни можеме да знаеме која највише ни се свиѓа и мислиме дека е таа хит, пример. Ама мислам дека целата работа наша се сведува на тоа што работиме премногу, секогаш имаме 20 до 30 песни во штек и можеме да играме со картите што ни се урака, нели, нормално. Така да мислам дека тоа е рецептот. Работа, многу работа. А за спотови исто така се трудиме колку што заработуваме, толку и да вложуваме назад во музиката. Можеби за тоа така со спотовите. Знаеш како ќе кажам, пример, многу често даваме споредба со србите. Србите прават хитови што се слушат. Сега мислам мора да земеме во предвид дека моментално имаме една нова современа музика и Апсолутно. како сакаме ли ние да го прифатиме тоа или не, таа музика се слуша, вие го пратите тоа, го следите тоа, не правите песни како за златно славече. Некако ние увек сме се бореле да донесеме нешто по кое ќе бидеме препознатливи, а не да личи на нешто што е веќе во етер. А кога си многу различен, тоа секогаш ветува многу.
Така да и се уште се држиме за тоа. Се уште пробуваме да направиме песна што нема да личи на ништо претходно што сме го направиле. Ама и ние кога го почнавме, можам да кажам слободно дека бевме меѓу првите 5-6 артисти, ајде ќе речем од Балканца, Балкан е голем, не можам да кажам, ама ајде, бивша Југославија, да, нели? Еве и Бугарија ќе ја земам, што правеа таков стил на музика. Апсолутно, па Од Македонија 2018, можеби единствени бевме во тој период што Точно. прави модерна музика. Ќе се надоврзам на тоа што кажавте, пример, почетоците не се секогаш лесни, не се секогаш едноставни. Тука сигурно ќе не гледаат и луѓе кои што можеби и тие се на некој почеток, без разлика за каква работа станува збор. Секој почеток е веројатно тежок, не знам да постои јас лесен почеток. Тука Сигурно. сакам да ве прашам колку жртва е потребно, колку внимание е потребно, колку љубов е потребно да се даде. Колку време треба да се инвестира во самата работа и после колку време еве вие конкретно видовте бенефит. 2009 ние почнавме да правиме музика, мислам дека првата песна ни беше 2009. Ајде да речеме, сме имале некои настапи, нели, ама не беше тоа 2010, 2011, 2012. Сме имале настапи пред буквално наши другари или ќе се соберевме повеќе рап групи и правевме журка некаде и буквално доаѓаа само наши пријатели, немаш ти фанови, него имаш другари што ти ја сакаат музиката и доаѓаат ти плаќаат 100 денари карта. Бара голема жртва, буквално треба животот да ти стане музика. Мислам дека ако сакаш да успееш, да баталиш све друго околу, да се фокусираш на едно нешто, а тоа е музика. Барем у нашиот случај, тоа беше Сега рецептот. интересно е што моментално нашиот случај више и не е ни жртва, него е уживање. Ама на почеток Само било. додека На почеток, стигне. дурот го сватиш, е жртвата. Јас Жртвуваш тоа, време. затоа прашав пример, еве колку време сте инвестирале вие за да Цел дојдете живот. до некој бенефит. 10 години, 9-10 години, да, од 2009 до 2018, тоа се 9 години. Тука има една многу интересна реченица, која што е од текст на Сладкар, ја имате спомнато еднаш. Лесно е да дојдеш до внимание, но тешко е да дојдеш до влијание. Кога ќе се вратите вие на почетоците, како дојдовте до внимание? Ние вниманието усвари го постигнавме кога бевме буквално згазени и бевме под земја. Кога се осекавме дека све се распаѓа, ништо не иде со музика, може тука да е крајот, само што никогаш крај не си реков. Тоа ни беше Да, како имавме трета некои шанса. муабети такви, знаеш, он сакаше да се сели у Германија, Да. мислам дека 2017 Едноставно така растеш, ти требаат пари, млад си, сакаш да шеташ и И ти од да дома имаш те живот. притискаат како доста бум-бам цел ден дома, рапот, знаеш, Иди ни најди работи работа, нешто. Што е нормално, што е Да. нормално. Да. Годините идат, а немаш фидбек никако. И ете, нас ни се деси усвари првиот најголем успех баш тогаш, кога бевме буквално прегазени и едноставно од тука подоле не може, може само горе. Валјда и тогаш се мотивираш највише да работиш. Кога немаш избор, Па или тоа е, ќе да. направиш нешто или ќе се откажеш. Ние се зафркававме, си викавме рап или смрт. Што ќе работеше Кун во... Како сакаш да те викам? Марио Кун? Како ти ете? Што ќе работеше во Германија? Да, немам поима, не се ни сеќавам. Немај да ме искрено. лажеш. Не знам стварно. Не, он не дека имаше него, он се нафура кидам таму, вика, кидам, Има не може таму ништо, пари, да. ми зборе, а, кидам пари. Кажале. А се согласувате ли ето пример со тоа? Ето има многу македонци кои што заминуваат настрана од нашата држава само со таа помисла дека има многу пари. Мислите ли дека Па стварно цело наше друштво е у странство, ние останавме два-тројца тука што се дружевме од деца, буквално. Мислам, па да, реално. Толку сме, да. има Во Америка, у Германија, на секаде. Јас не се согласувам со тоа дека пример негде настрана е поубаво од кај нас. Ако знаеш како и кај нас се живее убаво. Види, мене Само ми е че тука малку најубаво, ама Јас се славам индивидуално, апсолутно. да. Не го викаме ние тоа дека таму е боле. И не можеме да судиме на луѓе што го направиле тоа, едноставно не сме им у кожа. Да. Некој може Тоа е да го прави точно. зашто мора, Така е. некој го прави може зашто се надева, ама еве барем ние еве сме доказ дека и овде може да се живее добро, дека и овде може да просперираш, да направиш нешто и да оствариш сон. Сегде можеш, никој не може да те сопре, све почнува од тебе. Све е тука. Чаптер 94 или 94 Чаптер 2 од албум 94, Да. точна си. Првиот го изгледав цел, го преслушав поточно, дуетот со Барбара и Еверест. Дуетот со Барбара го заборев како Ради се Реда. Ради Реда. Ради Реда. Ми се фаворит двете песни. Па и тие две највише се издвоја, така. Од првиот Преубави. чаптер. Сега, гледам дека имате нова песна со Паја, гледам дека имате нова песна со Таско. Тоа е влегува во чаптер 2. Знам дека снимавте споти со нашата прекрасна Емче. Тоа е во чаптер 2. Тоа е во чаптер 2. Да. Добро, Ќе ајде. биде
Тие се синглови, не се дел од чаптерот. Спонтано се. Да, спонтано меѓу албумот што работиме, правиме и песни, нели, нормално цело време работиме. Ни се свиѓаа песните и измеѓу од чаптер 1 до чаптер 2 ги пуштивме тие две песни. Добро. Уствари, 3 песни имаме пуштено од чаптер 1 до Да, Оригами, Да, третата ја заборев. Селави и моје два. Епа, ете, колку сме изработеле во толку краток период. Значи Тоа се во годинава последните 4 во 12 Колку се месеци, 4-5 во 12 месеци ќе искочи некаде 18, 19 до 20 песни. Зависи. Ајде кажете ми овој новиот чаптер што го кажувате. Кога ќе излезе? Мене ми е многу при срце. Трема имам искрено кога зборам за него. Најавувавте дека ќе има многу јаки песни, Мислам дека хитови. ќе имаме најдобар спот на водешката песна каде што учествува и Ема. Дека е Добро. нешто што не е видено овде у нашава држава и ептен ми е мерак за тоа. Многу сум некако горд на целиот овој албум 94, зашто е поврзан со нас, со нашето годиште, нашиот пат. Песната 94 е у вториот чаптер, целата наша приказна тешкиот пат како Таа се е таа стига. песна што е... Yes. Не. Не, уште не е излезена. Кога излегуваат сите песни? 27 ноември. Можам Да. да пуштам делче малце семче? Па немаме готови. Немаме ништо Нема готово. На ништо 25 готово. ќе ни ги пратат готови, 26 ја аплод на YouTube и Тоа е многу интересно. Имаме само 7 дена да ги завршиме сите спотови. 2 се снимени, чекаат монтажа, уште еден треба да се снима. Вие снимавте се 7 и пред 2 дена. Да. Да. И тоа ти реков веќе нас ни уживање, не ни е ни жртва, ни работа, едноставно е уживање. Еви се у петок снимаме спот. Во 8 савајле вечерта имаме настап негде кај беше Радовиш или кај беше? Радовиш. Од таму тргаме директно после настап за Варна едно 10-11 сати и после се враќаме за Софија подкаст хаос. Ама не ни е тешко, зашто го сакаме ова што го правиме. Кога се работи со љубов веќе и кога ќе, како ви кажа, кога Агендата ќе си ја тргне кажав. возот, нема застанување. Имате кажано, Кун, ова ти го имаш кажано. Не е точно дека во Бугарија не слушаат повеќе од Македонија. Каде и додиме последниве 5-6 месеци секаде сме sold out. Гордо можам да кажам. Најпластично би ти го објаснил ова. Фидбекот што го добиваме ние од народот е све она за кое што сме сакале да работиме и работиме се уште. Али мислам дека медиумски, да не навлагаме, мислам Така. дека не е доволно ценето. Ама тоа е затоа што вајда треба да платиш за да ти има негде. Не Според се мене, а? појавувате, не треба да платите. Не зборам за емисии, зборам имавме ние еден албум, Не само за имавме емисии. еден албум пред 3-4 години. Испративме 92 мејла беше така или 80 Јаче нешто. можда, Да, нешто така беше. Со цел текст за албумот, кој што све работел, дека нели вадиме албум тој датум, не знам што. На сајтови? Да, И? на сите официјални мејлови ги најдовме, само еден или два медиуми не поддржаа од 90. И не поддржуваат истите, мислам дека ден денес. Ние усвари го направивме тоа заради тоа што слушнавме дека нашиот став е дека ја ако извадам нешто, вие ако сте медиум, радио или што и да се, ваше е да го дознаете тоа кога е искочено, како е, зашто е. Дознавме дека ние треба да го доставиме за они да дознаат. Господичните. И ние за тоа решивме да пратиме, и усвари нема врска, не функционира ни така. Функционира на сосема трет начин, тоа е Ама сега знаеме како функционира. Тогаш не знаев. Знаете како, пример кликови, веројатно сајтови да работат на кликови. Мислам и вие си работите пример за прегледи и сите работиме за некаков рейтинг. Нормално. Рейтингот го крева трач. Така. И сега, пример, тие јас верувам дека и пишаните медиуми би избрале подобро да напишат дека негде ве виделе некако како што не треба, отколку да кажат дека вие сте направиле некој албум нов. Тоа предпоставувам дека е Се така слагам, затоа што може да си управо. Вајда тоа го гледаат кога дека имаат повише кјар од нас ако објават такво нешто, него ако објават песни. Вајда тоа Да. ги интересира луѓето поише што читаат, ама тоа е жално. Тогаш беше така нешто се смеевме, извадивме албум, значи вложивме премногу и онака имаше нека статија тој пеач излегол со мокра коса. А ти И си ги покажал што мачките, викам што Чекай, бе, за вас? шо, не, општо за некој рандом, знаеш, тоа беше Да. главната вест, сега ќе викам, добро, нема врска. Ама Окей. добро, сваќаме со тек на времето што треба Да. и како треба тоа. Никогаш имате ли вложено премногу во некој проект, онака пример да мислите дека навистина ќе биде не знам што лудило Да. и да се покаже дека ете како што го кажа ти воопшто да, да не да. се цени. Да. Да направите нешто што
Па тоа е ризикото Не сте нашата ли се работа. замарале за нешто што биде на здравје. на здравје. Правдина. Пардон. Нема никаков проблем Вистина. на здравје. Да, вистина. Сега ми Тоа изговори. тоа е уствари ризикот. Што гледаш на сат, треба да си одите? Не, нешто имам црвено овде сум си изгребал. Го жулја овој сад. Вајда ме жулја саатот, да. Кај нас гостинка пред година и пол во една летна емисија беше Гери Никол. Која веќе спомнавме и Бугарија. Тогаш ми изјави, односно ми кажа дека се спрема дует со вас, но тој дует никогаш не излезе. Имавте преговори нешто или нешто е... Да, ама пред тоа Ова е пред 5-6 години. година и пол. Не, пред Пред повеќе 5-6 години беше контактот, мислам дека дали на мојот менаџер Не, некој порано нашиот беше, некој може го контактира, немам Тогаш со поим. Криско Мислам кога дека околу вадеше... албумот беше. Кога вадевме прошлиот албум. Ковидот, може Така да нешто, беше. ковидот беше, да, ама валјда ковид, поема немам, не се деси случи ништо, само, не се да, случи. имаше Да. моја бета, ама не се случи. Може Ни би се- песната не се случи, ни имавме некој демо пратено и се свиѓаше, требаше да достави вокали, ама не знам што се случи, така остана. Да, затоа што го имаше изјавено тоа дека следува дует со два бона, јас тогаш уште не можев да ве договорам за емисија за да ве прашам, ама после година и пол дојде времето, можам да се прашам. сме. Ете сте, тука сте. Имаше многу нагодувања, кога ќе ви биде концертот, дали ќе биде оваа година, дали ќе биде другата година. Кој месец, како? Па ете, датумот се дефинира, 26 декември е датумот кој што во Јане Сандански спортскиот центар ќе се случува нешто, јас мислам дека незаборавно. Многу сум горда што македонци, што наши луѓе конечно се осмелуваат да прават големи чекори, затоа што така треба, нема како поинаку. На друг начин. Ајде кажете вие, што ете, што после очекува 7 публиката? години кариера, мислам дека и толку широк спектар на песни и репертоар огромен, мислам дека заслуживме и ние Апсолутно. Апсолутно. да направиме еден концерт во Скопје, прв солистички концерт на 26. На која камера да гледам, да им кажам? Тука. Прв солистички концерт. Ја не сам го дарило ми снимам, да. Како така да им кажеш? 26 декември ќе имаме многу гости, сега откривме еден, до сега го откривме само Таско, Ајде, полека ќе мине секоја да недела. откриеме уште еден. Па имаме некаков си план што треба да се држиме до тоа. Оди во недела емисијата. Во недела ќе оди Да. емисијата. Па нема да го откриеме Не, од вториот до понеделник. понеделник. Добре, добро, ајде, не го откриваме. Во Да, понеделник ќе имаме бидат на Рил. уште Добро. 4-5 гости. Гарантираме преако шоу, идеме прв пат со лайв бенд. Да, значи не идеме со диџеј само, идеме биде- со лайв бенд. Супраиз многу голем и у принцип тоа е единствено што може да ти кажеме дека сме многу горди искрено. Едва чекаме да се качиме на бина, не можам да дочекам. Може да не поканите сега вака јавно, мислам да имаме и ни една Обавезно. покана, Ве каниме да дојдете сите. Да се насмееме малку. Кун, тука ќе се свртам кон тебе. Имаш кажано дека откако почна да бидеш благодарен во животот, ти тргнало се наубаво. Кога го свати тоа? Како го свати тоа? Што беше тој преоден процес за да може, затоа што ние луѓето не знаеме да бидеме благодарни. Мислам тоа со тек на годините го борба, учиме, тешка да, борба. не е лесно да бидеш благодарен за тоа што имаш. Многу лесно потпаѓаме под влијание сите, Точно. едноставно луѓе сме грешиме, у Точно. природа ние да грешиме за да стигнеме до некој левел каде што ете едно сабеле ќе се разбудиш со сосема различна енергија. Не можам да ти кажам што е точниот фактор. Едноставно тоа е, се будиш едно сабеле и осеќаш друга енергија у тебе. Немаше ништо конкретно вака, нешто пример, нешто да си има Работев случајно? на себе, работев на своите грешки, на своите мани, на своите испади и вајда се беше тоа резултат на тоа колку сакав ја да станам подобра верзија од себе. Исто и го мислам и мислам дека го мисли и он. Многу често проаѓаме низ слични ситуации, двајцата зашто премногу време проаѓаме заедно и сме еден покрај друг, тоа е, проаѓаме низ све заедно, едноставно. Сега тука ќе прашам, пред да ве прашам за тоа што сте еден покрај друг многу време заедно и многу години наназад, некогаш во трка со времето, пример по кариера, по пари, по буквално се губиме низ животот. Буквално се губиме низ Така. животот, сите. Тони, да се вратиш, може да викам Тони? Да. Тони, да се вратиш наназад, еве, во овие 7 години, не премногу, што би му кажал на тој Тони, пример? Каков совет би му дал? Верувам дека не размислуваше и тогаш исто како и сега. Па сигурно би му рекол не се откажувај никад од ова што го работиш. Сте имале некогаш така моменти кај што баш сакате да се откажете, едноставно ви пука филм, нешто не оди како што треба, не Па оди јас не искрено. Од кога тргнала кариерата, не, ни двајцата. Па ни мислам. претходно. Претходно сме имале можда разочарувања, што го зборевме на почетокот, тоа почеток е, не знаеш.
Ама никад сме не било били, како со да, ова кажем. го оставам за секогаш, увек утре дента се враќаш и тоа е. Добро, и сега сакам тука да се надоврзам и веднаш на тоа што го кажа. Долго време сте заедно и како другари, и како партнери во работа. И поново Сега јас сте сум му веќе кум. така. Веќе и фамилија. Апсолутно. Кум на кум. Бас сме фамилија. Кум на да? Кум на кун. Кум на Малку е кун. тешко. Кум Кум на кун. Ај кажи. Брзо зборка. 5 пати брзо. Кум на кун, кум на кун, кум на кун, кум на кун. Ние сме рапери, Ние може сме рапери, имаме дикција добра. Добре. Што сакав сега да прашам? Што е оно што ве поврзува толку години? Што е оно што ве држи да бидете заедно? Да бидете еден покрај друг? Па, вајда разбирање. Реално имаме многу разбирање, ја према него и он према мене. Си ги делиме обврските. Си се знаеме какви сме, каква ни е рутината. Никој на никого не се лути за нешто, пошто толку многу се знаеме. Јас Заопшто знам, не се па лутите? немам зашо му се налјутам. Јас пример знам каков човек е, пример кажувам, карикирам. Слава ми е. И знам дека тој не сака пример такви работи, многу да дојде да седи и да си отиде од кај мене Слава за пола сат, никад не би му се налутил. Знам дека тоа е кун. И тоа е тоа. Едноставно, Кун доаѓа, јаде и си оди. да, јаде и си И оди. сум и во ресторан дуе. Среќа и партнерката и жена ми е иста како мене, така да немаме проблем со тоа. Уствари тоа е, едноставно го учиш човекот до тебе каков е и тоа е. Сега нема да го менјам. Ке прашам само нешто за љубов, затоа што ми кажавте дека има нешто ново. Еве вака ќе погледнам тука, ако сакаш кажи ми, ако сакаш не ми кажувај, дека има нешто ново, само ќе кажам јас. Зашо? За љубов. Аха. Може да, може и не. Дипломатија на ниво. Може да, може не. Да. Поред вас, има ли нешто поубаво од тоа човек да сака и љубовта да му биде возвратена? Онака како што тој ја дава. Има ли нешто поубаво? Постои ли нешто поубаво? Не. Искрено не, дали од работа или од партнер возвратена љубовта. Па не, реално нема нешто подобро како љубовта ти е возвратена. Било што и да правиш, дали е љубов према нели партнерка, дали е љубов, како што кажувам, према работа, према било што, ако ти се возвраќа на истиот начин, најубавото чувство. Што сакаш да кажеш кон? Секој би сакал, типа ако фрлам, не знам, пуна рака костени, да ми се врати пуна рака костени, знаеш. Или повеќе. Така е. Така да. Имаше многу голема емотивна исповед пред некое време. Јас ти кажав и пред да почнеме емисијата, секоја ти чест. Фала ти Мангу шенаш. на ниво. Фала ти. Значи да кажеш јавно, да си го цениш, да си го сакаш своето, мислам помангупско тоа апсолутно не постои, нема. Изгледав мислам вчера, гледав еден подкаст каде што се кажа сосема спротивно на тоа што вие го зборувавте. И сакам чисто пример да ве прашам за мислење ако го слушавте воопшто. Па не Ако знам зашо. знаеш. Аха. Ама не го гледав искрено, не знам, не сум За му темата текнал. со жените? Дека жената доколку не може да роди дете, во тој случај треба се донесе друга жена. Апсурд, според мене, не знам. Не, кој е не вашето се мислење? слагам И според нас ја. има. Па мислам дека он најдобро кажу подкастот кај Лазаров мислењето. Јас баш и затоа сега, тоа беше едно по друго, некако ми се спои баш вчера да биде тоа кажано, а вие сте ми денес тука и заради тоа и прашувам. Окей да се искоментира. За мене, моето мислење стои дека за мене треба една жена да имаш во животот. И она да ти е све. Битни сте вие двајца, ништо друго не е битно, така да си стојам за тоа. Човекот не го прата многу, не му ги знам сите ставови, конкретно со тој став, нормално, не се слагам и мислам дека секој нормален не би се сложил. Исто мислам ја. Што мислите за луѓето кои што, пример, има многу мажи во денешно време кои што ги понижуваат жените, кои што ги навредуваат, кои што едноставно не се однесуваат добро, не само општо кон сите жени, него и кон својата жена. Никој не заслужува да биде вреган, нели, понижуван. Тоа е. Нит мажот, нит жената. Тоа е. начин како со разговор можеш све да речиш едноставно. Сите сме нервозни, сите имаме понекад гнев у себе. Разбирам ја све. И јас сум се карал у животот и со партнери, и со луѓе, и со пријатели, и со родители, што е нормално, но сепак стојам за тоа дека има начин како може смирено се седни да се реши ситуацијата, едноставно. И све да има граница. Така е. Точно се согласувам јас со се што кажавте. А друго интересна работа е тоа што Кун кажуваш дека пример во љубовта не може да нема граница. Апсолутно се согласувам со тоа, но и во љубовта не може да нема љубомора. Сега ова малку и се коси затоа што мислењата и на повеќето е дека љубомората воопшто не треба да постои во една Тоа не е љубовна. вистина. На каква љубомора мислиш? Но било каква љубомора едноставно, знаеш
детската љубомора и таа фаза, ја верувам дека проаѓа ке секој нормален зрел човек у првите 5-6 месеци, можда година, што е нормално. После тоа не е љубомора, него едноставно е, не знам како да ти кажам, повеќе е грижа. Знаеш, јас се осеќам должен ти да знаеш дека јас сум на сигурно место. Јас сум сигурен дека ја нема да те понижам на било кое место да сум. И за возраст го барам истото. И ние тие работи конкретно јас со Исидора сме ги поставиле на почетокот, сме виделе дека функционира и еве не денес. А сме прошли и низ пекол и низ рај. Не викам дека све било мед и млеко. Не може да е мед и млеко ништо. Да, и убаво и сладко е да има некад љубомора, са мала, нормално, не може све да е рамно. Ако Ама така, не, ако нема ти тогаш немаш чувство за Така, човекот. Не знам како да ти кажам. Да, ма не, убаво, многу убаво го кажа. Грижата, едноставно пример, и грижата на некој начин не би ја дефинирала како љубомора, ама пример, тоа што знаеш каде е некој, си ти мирен во себе. И са пример, пак може да се дефинира до Ама некаде. може некој друг да толкува како љубомора. Да. Да, види се, ние сме на левел, пример, сега ни е брак, каде што и немаме потреба да кажеме колку ќе се задржиме и кај сме, едноставно довербата ни е на тоа ниво. Знаеме за што сме ова, сме си дале рака, сме си дале прстен и Честитки за тоа, не ти честитам, фала ти извини. да си дочекаш. Амин. И- Сите да чекаме. Едноставно ние двајца we stand for that, we stand for love, респект. И сакам туку уште нешто кога ја спомнавме само до вербата, може и ова да го кажеме. Пример, многу често се зборува за тоа дека луѓето пример ја изгубиле, не верува на некој, проверува пример каде е, што е, зошто е. Па за да изгубиш доверба, нели треба некој да даде мотив, причина, повод? Да. Како ја не можам да изгубам доверба во пример во Емче дека нешто може да ми направи ако таа не ми даде мене повод за тоа јас да Се го слагам. помислам. Пример, Така е. сега Емче ја земав, ја гледам тука пред мене. Верувам дека мора да има повод за да се случи било каква реакција. Дали е љубомора, караница или што и да е, едноставно не може од ништо, ако се дешава од ништо, тогаш има проблем со едниот од двајцата. Знаете ли да бидете емотивни? Знаете ли да заплачете некогаш кога ви се плаче? Сметате ли дека пример ете плачењето е, не знам, слабост за едно машко? Сметате ли да покажете емоција е слабост? Ја Јас- мислам баш дека е машко. Јас немам проблем Така со тоа, искрено. во еден глас. Немам проблем со тоа. Ја не верувам дека постои човек што нема пуштено солза целиот живот. Ја некад онака седам на TikTok ќе видам, не знам, некое тажно видео, знае солза да ми потече, а не па за некоја голема работа, пример. За да кажам од глупост, мислам не е срамота тоа што нормално е. Сега менувам тема, доста беше тука некој многу навлеговме во љубовни Многу теми. сериозни теми почнавме емотивни. Кажавме за концерти, кажавме за музика, Све си убави појдовме, работи. како што Нели е редовно. така? Сега знаете ли за што ќе ве прашам? За алкохолче, Што за за алкохол? кафани. Прашајме. Емче како Прашајме. сладко се смее. Тоа се интересни теми. Си сакаме, тоа си е убаво, с нормално со Зашто мерка. ми е Не сме чудно? алкохоличари, ама си сакаме така ракија, кафанче. Да се Си опушиме. почитуваме еднаш неделно, така да Балкан ќе стайл. идеме. Балкан стайл, да. Како луѓе кои што прават сосем друг вид на музика, воопшто не кафански песни, Сакаат толку кафана? да. Но чекај, јас ќе ти објаснам нешто. Ајде. Значи, ние не идеме навечер у кафана. Еко кога? У еден сабајле, Ја ручаме ние тоа. идеме на ручек и не главиме ни да идам на вечерна музика. Не. Значи, мене ми е убаво само станокче, традиционална обед. храна. Тоа ми е, нели, нас двајцата, ние као еднаш неделно си одиме, пример. Гурмани сме, значи Да. 10 од 10. Традиционална македонска храна, по едно, две, три ракиќиња и си одиш дома, толку не сме ние главатори сега да седаме до сабајле. Сум се случувало у животов нормално, Да. неколку пати, ама тоа е еднаш у 4 месеци. Сега имам 3 прашања од ова што ми го кажа. Ајде. Прво затоа што сакаш ракија. Кога ти е најсладка ракијата, кажи ми? Па со салата. Било, значи, кога и да има салата, ти не ти сладка ракија. Па не знам, не дека ние пиеме нон-стоп, еднаш неделно можеме така на ручек го ќе излеземе. Јас Пример, дома кога ја ручам, немам навика да пијам, а Е, кога излезам у ресторан, знам да се напијам на две раки. Мислам, окей, нареден пат ќе ти донесам неготинска ракија. чекам. Готово, договорено. Кога ќе ни бидете гости, не знам ти кун дали сакаш ракија или не сакаш Сакам, ракија. сакам. Сака. Неколку Само ме нема, мести ама дека ја сакам повеќе, а уствари он поише џапа од мене, Ја посебно. по храната сум поиш. Јас. Која песна ви е пример омилена ете во кафана? Ајде, кажете ми тоа, немам слушното никогаш. Па неам, ја неам. Сигурно знам има некоја така дали што ја. ви се свига. Еве пример вака музика која ќе дојде преку ден доаѓа музика. Имате Да, ли да, некогаш има. нарачано Па ние песна? обично идеме на 2-3 места и таму кога што идеме нема музика преку ден. Никогаш немаш нарачано песна?
По кафана? Па Сега може ми да излажеш. имам. Не, имам сигурно. Последен пат мислам дека бевме кај Бокил кафана, имаше жива музика преку ден, ама беше таква некоја, како се вика, Па не знам. нешто беше народна некоја музика, Беше ама пријатно. инструментална, само пријатна, вака ти Да. гали уше, друси, мезиш све, ама ние сме такви мангупи што не нарачуваме песни, ама бакшишот го Да, дава. да. Па не знам Кеф како ние, зашто сме порад. музичари, еве Све ти ми се царе, свиѓа, фала ти, да. едноставно ни направи убаво да се осетиме и такви сме. Севдалинки може би свирам. Па можда беше Па таква. нешто, не беше. Севдалинки или бе босански песни, така? Не знам ти. Не, но бе, оние Појма хрватски немам. не. А наша беше, македонски наша беше. стари, македонски стари чалги, како се. Чалги Ете, некој, кој оди во браво, кафана, браво. значи позади Беа камерите чалги, имаме. инструментални чалги. Добро, и уште едно прашање, кажете ми некоја случка од ваше пијанство. Пред да поканиме Емче да ни дојде. Не се сеќавам. Ај. Па добро, уствари од Па најголемите да, за пијанства, тоа викам реално. не се сеќавам. И ние поише глупости правиме за да се смееме, не правиме штета или нешто кога сме пијани. Агресивни ли сте или? Не, браќа сме кога пијани. Браќа. Може на Сите ги емоција сакате. да удри, ама агресивни. Сакаме убава дружба, сакаме убави луѓе околу нас. Може тешки Наши теми луѓе. само да паднат. Па Некогаш знае тоа се деси. да, не се Емоциите сеќавам. испливуваат. Да. Немаме пијана случка, ети немаме, мислам дека од тој тип. Па немам стварно. Може да имам, ама сад. Не ви текнува. Да. Не сме биле ѓубриња никад до толку. Не. Не ми се десило сега, не памтам нешто. Да. А, само што кажа дека ти се десило дека не Па не, тоа памтиш, ама кроз ајде шала, ќе го викам, не се оставиме. сеќавам. Добро, готово, нема проблем. Дали може кога веќе стана збор за алкохол? Може ли да наздравиме со едно Може, винце? како не. Слободно. Ова ни се нашите спонзори кои што не Ајде, поддржуваат од почеток на емисијата до сега. Шато Ризов имаат навистина прекрасно винце, ќе оставам да пробате и вас. Следно што сакам да кажам е да ги поздравам Југо Експорт, затоа што овој мебел тука што го гледате вака ексклузивен, прекрасен, црешата што е до мене, не знам дали може да се види таму на камера и дел од украсите, се токму од нив, овие маси прекрасни. Јас мислам дека едно од најдобрите места каде што има екстра луксузен мебел е токму Југо Експорт и многу сум благодарна што еве вака ни го уредија студиото. Следно што сакам да ги поздравам се Аџико Home Center. Аџико Home Center исто така се од самиот почеток заедно со нас и Аџико Home Center имаат се за вашите домови и градина, а имаат богами по еден подарок за нашите гости. Опа. Водите ли здрав живот, освен ракија, некогаш Па јас знаете? да, искрено. Јас се трудам онда. Јас да. Ти се, што се трудиш ти? Да водиш здрав По живот? пример, Исидора кај мене знае нека да сготви нешто хелти, да нарача нешто хелти и ја дружам. Ама фала иначе многу за поклонот. Фала на поклон. Ама на работа. Ќе ни се најде Да, дефинитивно. вратка, види вака са, вие ни донесовте Така си е. палачинки, мора вратка да има нешто. Следни што сакам да ги поздравам се Микас, Мика се грижат за нашиот изглед, секако да ги поздравам и Аристократ кафе. Аристократ кафе е едно култно место кај нас во Скопје, на нашите гости доделува виртуелен ваучер од по 2000 денари, имате двајцата, слободно може да си го искористите во било кое време. И сега мислам дека доаѓа еден забавен дел. Имаме тука така една црвена дама. Let's go. Ајде. Иде кун. Само Бог знае за мија, Ей. колку пат изгубив се, Ей, врати дупло се, сертификат, VVS, Ей. диаманти, Еверест. Дали е судбина, сега секој знае за. Само Бог знае за мија. Јас ќе ви кажам едно огромно браво, не знаев што ја планемче искрено. А, не очекував, мислам дека се Не заебавам. знаев, не знаев. Не знаев дека е дел од шоуто. Топ излезе. Топ. Зова Македонијо пак, тука е вашата Емче и вечерва имаме многу енергични гости, 20 таленти што ја палат секоја сцена каде што настапуваат. Фала ти. Фала ти, ма. Нивните песни се хитови, а нивните настапи се соврусени и нивната енергија е незаборавна. Едни и единствени, два бона. Кун и Thank you very Тони. much. Thank you very much. Добро дојдовте, како чувствуваш денес, како е... Многу ви е убаво студиото. Да? Прекрасна енергија имате и вие. Чувствувам како од дома, искрено. Сварно? Еј, Ивана. Не знаев дека ви е толку ладно дома. Само е ладно малку.
кат. Why you spoiling дома и лад? Минус температурата, како дома се види. Во интеракцијата со вас надвор од емисијата, едно е сигурно, Тони е тивкиот, Кун е тој што збори повеќе. Денес нема да се согласам со тоа. Во право сум или не? Двајцата Јас зборува. мислам, Зна? општо у животов не се согласам со тоа. Да, приватно он збори повеќе, ја помалку. Стварно? Јас сум збудален само изменати веќе 3 Да. Тоа сум повеќе тој што збори, ама да, у последно време нешто он да, кога се ожени, многу Некоја почна да енергија. збори. Вие сте дуо, но кој е подговорен од двајцата? Кој е жив хаос? Може да он повеќе заборава ствари, јас повеќе го подсетувам, Да. ако збориме за одговорност. А хаос не сме ни двајцата, не сме у хаос никаков. Си малце поодговорен ти. Па, Општо, тоа да, јас го подисциплиниран, подсеќам, пример, да. знаеш, ке му сеаме и брат Јас сум утре. поспан, поспор малце, Да. ама тука сме не. Да, горе доле тука. Не до толку. Не. Ја знаеш како викам? Многу е тешко оваа машина да ја покренеш да работи. Тоа е работа. Сака да си поспи. Кун, која е тајната за среќен брак? Жената да бидеш секогаш во право. Дали живееш во кој факт или не? Како? Жената да бидеш Тоа секогаш во право. Дали Жената да е живееш со секогаш во тој право. Дали факт? живееш за тој факт? или Сега не? со Исидора или не? Па види. Многу Порака е многу добро прашање можам Браво, да е. кажам. Што ќе сгрешам ако кажам дека не била секогаш управо. Секогаш кога сум се противал, испаѓало оно управо. Така да, имам една тактика што ама нема да ја кажам, може ќе ми се наљути Исидора. Не, кажи. Ја пример на све и викам да. Све сакам да ја удоволам, све сакам да ја учинам, зашто направила многу за мене. Многу ми помага у тоа да станам боле човек. И на све и викам да. Така да, само што пак некако по моје си терам ја. Ама поблаго е да кога ќе кажеш да на се. Ти кажуваш да, ама си тераш по своje, мислам дека е топ. Ама не лошо, позитивно све, Да, нормално. позитивно сме. Ајде, поздрав Исидора. Тони, рандом прашање. Ајде. Ако не беше музичар, што ќе беше сега? Па нешто со храна, готвење, валјда. Шеф, Па може, да. стварно? Да, имам некоја желба, имам љубов према тоа. Готви убаво? Па се трудам да. Са убаво. Правиш? Па не знам, све знам да правам. Са освен манџи, можда нешто, ама Што ти е специјалитет? све знам да правам. Што му Месо, е сега. специјалитет, кажи? Па не сум му готвел на него, кај што Не ми готвел, ама знам дека е добро Да, што си- знае да си спреми правам. здрава храна, што е си свато готвам корисно. углавном скоро секој ден сам си А готвам. готвам да. и ја иначе. Да, и он исто. Љубител сум многу. Ме опушта тоа. Ама само готвам паста. И по Паста? некоја мерки. Ја па баш тоа не. Тоа е експерт сум у паста. Да? Експерт, ауф. А сега е време за мојата рубрика Ајде. Бурз ритм. Имам две игри за вас и ќе имаме забава 100%. Ајде. Ајде. Првата игра е или. Се вика или. Океј. Тука треба да изберете една од опциите. Дали сте спремни Да. или не? Спремни сме. Ајде, ќе почна со кој? Со Тони. Тони, дует со Антонио Гиговска или Слаткар? Слаткар. Зошто? Па зашто сум од самите почетоци со него од 2014-15 некако е тен ми е близок, можеби И најблизок од жанровски, сите и и жанровски и све. Пријателски, да. Мислам, фамилија сме буквално. Добро. Кун, вино или ракија? Ракија. Не сум многу љубител на вино. Тони, македонски или странски хитови? Да слушам? Да. Па искрено у последно време слушам повеќе странска музика. Стварно?
Не македонски? Па слушам, не можам знаеш да што? поделам, ама сега, пример, слушам премногу Тревис Скот, Дон Период, Оливер, да. периодов, да, сега, овој период, ама кога ќе се извади нешто добро македонско, знам да заглавам на таа добра македонска музика, тој период. Периодично ми е. Ајде, кој беше? Кај застанавме? Кун. Ајде. Без девојка или жена 3 дена или 3 дена без телефон. 3 дена без телефон. И ја би го одбрал тоа искра. Само да не го гледам телефон. Ајде. Кафе или енергетски Кафе. напиток? Кафе. 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 Ајде, Кун. Забава села вечер или чил дома? Чил дома. Пење или тансување? Теј. Да. Кун или Тони? Кој е подраматичен на сцена? Што, кој е по? Ти или Драматичен. Тони? Кој е Драматичен? 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 Да, на сцена. Нека подеднакво. Еднакво сме различни, еднакво сме исти некако. Да. Да, може да I поише think се it- дерби. Кој е поенергичен може да сака да праша, на тоа мисли Па, драматичен. знаеш како, пример, знам дали е со тоа. кафни е репертоарот, пример, еден саат и нешто, и некако, како енергиите да си ги имаме поделено. Може би ја да дам у првите 20 минути поише енергија, после оно наредните 20 минути, пошто сме двајца и ни е полесно. Ама све спонтано. Да, ми се горе, случува. доле исто. Енергетски Не можам да се кажам, не знам, не. Кога ќе го видам Веќе дека на е падната во повисоко ниво. енергијата, ќе го потполнам. Веќе не збориме за некои работи, само Да. да се гледам. Па да, ама тоа е вистина и така вистина е тоа, со некој што живееш долго време, можеш да му кажеш само она и ќе знаеш што е Да, она. да. Па ние го кога деца игравме асоциации и секад победувавме. Кој ќе не победи, не знам како да Grand се Champions. Може да ми кажеш пример за светло, аз да му кажам перо. И он ќе каже светло, разбираш? Не знам. Нема кој да не победи во асоциација. Ајде. Тони Ајвар или Малидзано? Ајвар, за секогаш. Кун летен фестивал или зимски концерт? Летен фестивал. Зимски концерт сега ќе правите. Не, чекај. Стој. Треба Ми да се ти збориме кажам. за истата ствар. Ако е концерт нормално, концерт бирам. Ако е истата ствар, увек бирам да е у лето поише, едноставно е покомотно и поворно. Да, и летните фестивали се многу добри. Али добра нема енергија. споредно фестивал или концерт дефинитивно. Добро. Колаб со Девито или Војаж? Не знам што би ти рекол тука. Не знам, не можам да ги одвам и двајцата ми се подеднакво добри, не знам, ајде нека биде Девито сега моментот. Ја ќе го Ради- кажам војаж, да, за ето, нешто со војаж. тоа страна. Не знам, исти ми си двајцата не би можел да издвоам посебно некој. Двајцата се многу добри. Да, Да. и пријатели сме и со војаж, и се добро мислење за двајцата имаме како и да е, не дека. Ајде Кун, Джокер песна или Кенди? Па Джокер. Our most streamed song. And me I love Најстримувана Джокер. песна ни. Точно се на Јас англиски многу вие сакам двајца. Джокер. Ајде, фала многу. Се Фала ти на надевам тебе, дека Ема. забавувавте Се и беше екстра. Ивана може да продолжи. Може, фала ти, Чекај учи малце, на се тебе. застани, треба да пробате палачинките, да ни кажете. Ајде, Не, како заборавам, А фала ти преска многу. сака. Фала многу. Ама се што ќе пробате? Кај се Ене ги, свичките? само и ќе видишките до светло. Ајде да кажеме дали ни се свигаат. Кој се овие две? Джокер и кој е? Sugar Baby. Јас прво таа се ја фатив, ама тука нешто со фстаци гледам. Таа е Джокер. Састоена е саат и пол 2. Чекај, сега ќе видиме ова што кажува. Види вака, саат и пол 2. Ако е добра после 2 сати, стварно е добра. Ја и после 5 ја јадам. А пруф. Како пак ќе има. Сакам да ви кажам дека ова е една од најубавите палачинки што имам пробано и тоа заради тоа што има се, ама не е онака да ти биде тешко кога ќе ја јадеш. Балансирано Не е- вкусот, Не да. е благо, знаеш како има палачинки што ќе им стават 300 чуда, тоа го пробуваш едно и не можеш. Па и втор тоа пат гледавме да го избалансираме вкусот, да не е ни Превкусно. премногу ни премалце, да.
еве ова со фрстака имаше нешто овошно внатре. Не знам што е. Јагода, Многу јагода убаво. или малина, не знам Јас што. обожавам нешто со овошје што е поврзано, така што еве јемче нека се каже мислење, макар што мислам дека ќе се допадне. Многу вкусно е, не многу благо. Не знам. Така е. А, Совршено. Многу Да ги различни. пробаат сите, така? Не, да, юник. Не, многу различни. Не, Thank you. да. Фала ви многу. Тоа е нешто ново што го имате отворено. Ајде сега сакам да ве прашаме ти конкретно за Манки манки панки. панки. Да, од каде е името? Зошто ви дојде така баш да го крстите манки панки? Па продукцијата ни се вика Горила ТВ. Ја, Као подгрупа, не знам нешто Првото помало. ни е мајмунче. Имавме идеја нешто друго да отвараме со Горила, ама викаме ај не, ај што може да биде нели мајмун, манки панки. И се ремуваше малку, манки панки, као панкейкс. ова таман да биде малку и понежно. Се наоѓа во Драчево, Од крстот, од паркот. крстот на паркингот, од местото каде што нели се два бона, Драчево. Сакавме првин кај нас да си отвориме во мало. Да го проширите и Па низ цело Скопје здравје и низ цела Боже, Македонија. ако иде добро здравје Боже со тек на време ќе има и на други места. Кун да слушнав дека многу касниш. Дали е точно тоа или не? Денес можам да кажам дека дојдовте дури порано, Да. двајцата. Во принцип сме многу професионални, касна минимално, не многу. Колку е тоа? 15 минути? Зависи. До половин час? Пример, он ме знае. Не, максимум И он јас као сум ми го се чекале јавува- 5-10 минути пред зграда. А добро, тоа не е каснење. До 15, ама преку сила. Ама да, он више ме знае, он мене ми се јавува 15 минути пред Да да го стигнем и лажам. на доле сум брат. Ја го лажам, да. Малку сум бавен, дури скочам од дома, тоа е. Нормално тактички треба да си. А не е дека сум лик што се спрема, тежок сум од кревет да станам, тоа е Дури- вистина. Дури тука сум напишала, ајде веќињата, пример да ги разберам, се спремаат лево, десно, штикли, облека, шминка, Не, не, коса. не, не. Не, вајда седи до последно на телефон и чека да излезе, знаеш. И може да онака си стоиш пред Тежок мисли сум од си кревет биде да на станам, нешто. тоа е. Тони, што е она што знае најмногу да те изнервира кај луѓето? Општо, пример, нешто да ти изведе од такто, да експлодираш. Па највише неправда. Лага, неправда. Неправда поготово. Не знам кога знам дека нештото е така и некоја ми се противи, јас сум сигурен дека е тоа така. Со доказ у себе, пример, имам тоа е така. И некој ако ми се противи, знам тогаш да избугнам. Можеш ли некој пример да ми дадеш? Може и за ситница да е. Може бе. да, може примери за песната да е. Јас ако кажам у таа песна го кажав тој стих така и така, и са пример ајде он да ми рече не брат, не е така, а јас ја слушав пред 3 минути дека е така. И Знам, така да, настанува? да, пример, траскам са тоа ситници, ама за обично за такви ствари не, ама за големи работи, да, сега не може да ми текне точно. За вас кажувате дека некогаш, пример, сте немале, па сте имале, сте немале, па сте имале. Како поубаво се живее? Со многу пари или со помалку пари? Ја мислам тоа зависи каков човек си. Според вас? Па и ние сме луѓе што убаво сме живеели без пари и со пари. Не без пари. Па и Со без пари многу убаво. Ја баш тоа или зборев со еден другар пред некој време. Онака седевме на клупа у парк и се подсетивме дека цело време тоа го правевме цел живот и дека било најубаво детството. И дека не сме имале по 10 денари, ама ни било најубаво. Мене ми било и тогаш убаво, ми е и сега убаво. За тоа ти кажав зависи од човекот. Ја мислам дека со многу пари е многу полесно да живееш, доколку целата таа моќ или тоа wealth, што би го рекле американците, го насочиш у правите вредности. Односно фамилија, луѓето околу тебе, паметни добри бизнеси. Да не ги трошиш на глупости. Во принцип. Последно прашање за денес го оставив она за тоа што успешни сте на многу полиња. Одите нагоре во секој смисол, како и да погледне човек. Луѓето што се до вас, се радуваат ли на успехот? Колку од вашите пријатели, еве, пример, се останати тука, се со вас, од самите почетоци до денес, а колку си имаат повлечено од X причини? Па јас колку Почитуваат и што просто. можам да приметам се радуваат, са искрено, тие што ни се најблиски, гледам дека се радуваат. Има исто така како што кажа луѓе што у теков на кариерата го си имал горе доле, се тргале од тебе, бегале од тебе, па после пак некој ќе се појави од нигде никаде, па пак ќе си отиде. Ама углавном нашите луѓе што се цел живот што се познаваме, се тука и се срекни за нас. Можам ја да се изјаснам на ова? Може. исто? Што зборев мисла на почетокот кај Лазаров кога зборев дека сум благодарен за све. Добро? Токму из ова тоа го мислам. Луѓето околу тебе да те сакаат, почитуваат и ти да возвраќаш со истото, ја мислам дека тоа е тој благослов што би го рекле сите.
Јас сум премногу горд на тоа, ја што сме го постигнале и што ден денес имаме екипа со која што можеме гордо да се пофалиме. Горила ТВ моментално работи и на спотови, и на музика, и на млади артисти кои веруваме у нив. Значи сме буквално една фамилија не можеш да менјаш и не можеш да ја гледаш ко нешто пониско од тебе. Тоа е. Браво. Мислам дека после ова нени сувишни се зборови. Добра одјава. Јас ви посакувам да одите само по патот на успехот, вака како што сте тргнале, не застанувајте, продолжете, наполнете Јане Сандански, ќе се потрудиме и сите секако тоа да биде и добро испромовирано, така што да ви посакам друго, да ни доаѓате почесто во емисија, да не ве чекаме толку време. Готово. Убаво ли си поминавте, кажете ми? Екстра. Одлично. Екстра. Одлично. Шала настава, сериозно. Баш ми е драго. И ние исто ви посакуваме само поголеми успеси во новото студио и да имате уште може уште 200 сезони, не 3. Аме, леле, 200 сезони, тоа колку години ќе треба да живееме. Па зошто да не така? Македонија, јас мислам дека прекрасно, ние си поминавме прекрасно, јас верувам дека си поминавте и вие пред малите екрани, така што се гледаме следна недела, а до тогаш да ве потсетам уште еднаш, 26 декември, Јане Сандански може да си купите билет за Два два бона. бона. Се гледаме, чао, чао. Опа. Новица, знаеш, отворено, немој да ме направиш крупен кадар, само глава да ми се гледа. Се појавам таму на екран да уплашам некој. Што сакаше да ми докажеш да кажем? Отиде мислам. Добро, Отиде ајде мислам. одиме сега со нешто друго. Не ми докажавте само? За што зборевме? Извини, ја кивно се збори. И ја не знам што прашав. Хивно отиде Што мислам. прашав? За Така е. Што мислите вие? па мора да има повод за секоја љубомора. Добро е за љубомора. Ама така е, добро, па за тоа Да, зборев. да, дека нема врска. Ајде кажи ми. Не, ништо. Се смрзна. Вајда мора Се смрзна, ми се смрзна и мозокот. Ја не За- знам што беше траснав глупост, не знам и дали сум на тема. Не, добро кажа дека треба да има повод за некој да е љубоморен. Да,